Пред се благодарност на Гордана, што премногу се ангажира во проблематика која што го зафаќа секое семејство. Гордана има навистина семен проблем, семен тешкотија која што стоички ја издржува и се бори не само за своето дете, се бори за сите деца во Македонија. Ние од една страна сме среќни што имаме таков човек, кој што не само што ја бутка работата, што ги форсира родителите, знаејќи го нашето македонско поднебје и нашиот менталитет дека треба да се скријат работите, наместо да се откријат навреме, наместо да имаме што порана информација за проблемите што ги имаат децата, кај нас тоа некако задоцнува. Професор Тасич се осврна на младите колеги. Точно е, знаењето кое што ќе го стекнеш секој од нас и вештините во текот на работата помагаат и она што родителот сака да го прикрие со своето знаење, со својата претходно искуство, да ти го препознаеш и да го откриеш. Зашто? Не затоа што ќе откриеш нешто што е ретко кај во нивното семејство, туку ќе му помогнеш навреме да ја дознае болеста, навреме да се соочи со проблемот, да не дојде до компликации кои што ако не се лекуваат, ако не се диагностицира пациентот и ако не се лекува навреме, ќе дојдат што порано. За некои болести, за среќа, постои терапија. Некоја е многу ефтина и достапна во Македонија, иако е болеста многу ретка. За некои болести терапијата е многу скапа, но за среќа ја има во Македонија. Значи, зборувам генерално, не само за болести од мојата област, од ендокринологијата и од нефрологија и од другите области во медицината. Но, нажалост, за некои болести, кои што се многу ретки, ултраретки откриени, постојат такви пациенти во Македонија, се уште немаме тераписки можности. Тоа најмалку зависи од нас, здравствените работници, најмалку зависи од родителите. Сега, тука се финансиски процедури, законски процедури. Многу е тешко еден лек кој што можеби го има во колината или се лекуваат само неколку деца во светот, да се донесе во една земја во Македонија. Тоа е, таквите законски процедури треба да се решат, да се надминат, да се овозможи што полесно било која терапија, која што е позната, која што е веќе регистрирана во светот, да биде достапна и за македонските пациенти. Наше е да ја разбудиме свеста, не само меѓу родителите, меѓу здравствените работници, меѓу оние работници во другите сектори кои што можат да помогнат терапијата достапна кај другите деца во светот да дојде во Македонија. Се надевам дека ваквата иницијатива, оваа борба на Гордана не е залудна, дека оваа наша заедничка борба како стручни работници, како здравствени работници, ќе вроди во плод да се подигне свеста на целокупната јавност и секоја можна достапна терапија во светот, која што некогаш е навистина премногу скапа, ние сме свесни, да биде достапна, да стане достапна и за македонските пациенти.